Неколку минути по 8 часот еве сме назад во студио. Денес ке разговараме на тема образование. Наша денешна гостинка е Менче Андреева, професорка по македонски јазик и литература во Основното училиште Кирил и Методи Велес, заедно со нејзини ученици. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро и добро ве најдовме. Ви благодариме за поканата. Професорка, ќе почнам со вас. Значи, Свети Кирил и Методи училиште кој обстојува долги години. Кажете ни нешто повеќе за неговата историја. Така, секако историјата на ова училиште е веќе позната, меѓутоа еве уште еднаш ќе кажам дека Велес како град кој што е познат по својата долгогодишна култура и традиција, нели? Ова училиште е дел од нашиот град веќе долги години, значи обстојува точно 159 години. Наредната година ќе славиме јубилејна 160 години, нели, од нашиот патронен празник. Ова училиште е познато по бројните личности кои што поминале низ неговите клупи, а ние сме горди што сме дел од ова училиште со толку голема традиција и култура. Значи, писменоста, односно писмото на сесловенските браќа Светите Кирил и Методи, се шири во ова училиште веќе долги години, а низ неговите клупи поминале бројни културни дејци како Коста Солев Рацин, тука е Петре Прличков, потоа гемиџиите, нашиот денешен градоначалник Славчо Чадиев и многу други. Така. Многу општински и републички награди ги красат зидовите на вашето училиште. Што за ученикот, а што за училиштето значи секоја награда? Па се разбира. Ние нашите ученици ги воспитуваме дека треба да учат пред се за себе и за своето знаење, да се надоградуваат лично за себе, меѓутоа наградите сепак се секогаш добре дојдени. Тие покажуваат колку, нели, труд се вложило во сето она што го работиме. Така што верувам дека и на учениците и нас секако наградите многу ни значат. Ние имаме бројни награди, не само општински, нашите ученици учествуваат и на многу конкурси. Тука се, освен општинските, регионални, државни надпревари, литературни конкурси, потоа и исто така и надпревари надвор од државата и литературни конкурси кои што се надвор од државата. Така. Ментор сте на ученици кои имаат освоено значајни награди, како на општинско, така и на државно. Задоволни ли сте вие од вашите ученици и од освоените награди? Секако дека сум задоволна од моите ученици. Значи, без разлика на наградите, задоволна сум на за знаењето кое што го стекнале, нели? Пак ќе речем, наградите се само еден доказ за нашата работа. Меѓутоа, задоволна сум од нивното воспитување, од она култура која што ја стекнале во нашето училиште, а исто така се разбира и најмногу од знаењето кое што го добиле, бидејќи тоа знаење ќе ги следи понатаму во животот и секогаш ќе им биде потребно како една основа, се разбира. Така. Олгица, ти си 9-то оделение, си учествувала на повеќе литературни конкурси, колку награди имаш освоено и издвојни некоја што повеќе ти значи? Па да, сум учествувала на разни конкурси и надпревари. Во почетокот на ова учебна година имам освоено 6 награди, односно дипломи. Сепак сите ми се еднакво значајни, можам да издвојам како посебни наградите кои сум ги добила на литературни конкурси и така. Дали колку твојата наставничка придонесува за успешно да напишеш еден текст? Па сепак нашите наставници многу не поддржуваат и ни даваат голем поттик за да напишеме нешто и да се изразиме и за да освоиме награда. Така. Бојан, ти си ученик од 7-мо оделение и член ли си на некоја од училишните клубови? Да, член сум на математичкиот и информатичкиот клуб и изработуваме проекти и слично. Така. Имаш ли учествувано на некој надпревар и имаш ли добиено некоја награда? Учествувам на надпревари по математика и информатика и би ги извоил наградите на Кенгур и апликативни вештини. Едниот е интернационален, другиот е државен надпревар. Секако и последната награда на последниот надпревар, Бојан? Бојан е многу скромен, се извинувам, не сака да се пофали. Прво место со сите можни поени. Браво. Сите 100 поени, да. Браво. Како твоите другарчиња гледаат на сите овие награди твои? Па, има различни реакции сега.
некои повеќе срекни, некои помалку, меѓутоа После математиката и информатиката, кој ти е омилен предмет? сите предмети ги сакам. Би ги издвоил англискиот и македонскиот јазик, биологијата, географијата. Значи се. Да. Олгица, дали твојата крајна цел е еден ден да станеш позната писателка или па да издадеш книга во иднина? Па да, може би, сепак не сум размислувала толку детално на тоа, но сепак се надевам дека Ќе се остvari. ќе се оствари. Така. Освен поетското творање, што друго те интересира? Па исто така сакам да спортувам, односно играм одбојка за училиштето. Ме интересираат и другите предмети, како што се биологија, географија, јазичните предмети. Професорке, покрај многуте активности се уште е активен литературниот клуб во вашето училиште. Што најчесто децата изработуваат и дали се доволно заинтересирани? Па да, видете, како и секоја, мислам, учениците се заинтересирани, нели, за повеќе области. Меѓутоа, литературниот клуб овде во нашето училиште работи нели, години наназад и се уште е активен, значи имаме ученици кои што се интересираат. Меѓутоа, покрај литературниот би кажала дека во училиштето постојат и драмски клуб и новинарски клуб. Значи, овие три клуба ги работат наставничките по македонски јазик кои што работат во училиштето и сите три секако работат, сите три клуба работат моментално заеднички на еден проект. Овој проект е наречен Популаризација на театарот во училиштата. И овде учениците се вклучени во истражување, во посета на личностите кои што се дел од проектот, би ги споменала, значи, велешките имиња кои што се значени за театарот, тука е Јордан Хаджи Константинов Джинот и Петре Прличков, значи проектот е во тек и овие клубови моментално работат на тоа. Меѓутоа, литературниот клуб, ме прашавте за него конкретно, значи работи со учениците, посветувајќи внимание на оние конкурси литературни кои што се во тек и на тој начин тие учествуваат на сите литературни конкурси, не само пак ќе речем во државата, туку и меѓународни, и резултатот е секако резултатот се бројните награди. Така. Колку читањето на книги придонесува децата полесно да се изразуваат и полесно да ги совладаат правописот и говорот? Па секако дека читањето придонесува многу, нели, да се развие говорот кај учениците, исто така и правописот се разбира, се збогатува фондот на зборови кај учениците преку читањето и ние ги советуваме секогаш да читаат повеќе книги. Значи во нашето училиште можеме да кажеме дека функционира одлично библиотеката, значи училишната библиотека. Тука се можат да се најдат околу 17.500 книги, значи имаат можност учениците да одберат што би сакале да читаат покрај лектирните изданија, нели, и друга литература која што постојано ја обновуваме, нели, секоја година се збогатува фондот на книги во библиотеката. И се надевам дека се можат да пронајдат книги кои што ги интересира и на тој начин придонесуваме повеќе да читаат, да бидат заинтересирани за книгите и настојуваме, нели, колку што можеме повеќе како наставници. Така, кога сме веќе кај книгите, Олгица, да ја прашам која е омилена книга и омилен поет? Па секако доста читам книги јас. Сега најмногу читам лектирни изданија во училиште. Омилена лектира ми е Сама од Горијан Петревски, а исто така омилен автор ми е Горијан Петревски, кој што им издадено многу убави лектири. Бојан, ти имаш омилена книга? Повеќе читам лектирни изданија, меѓутоа бев опседна кога ја прочитав втората смена од Велко Неделковски. Така. Професорке, каква е соработката на училиштето со родителите? Секако, значи, можеме да се пофалиме дека имаме одлична соработка со родителите. Значи, тие секогаш излекуваат во пресред кога имаме манифестации организирани и така натаму. Значи, родителите се дел, нели, од нашето училиште и секогаш се вклучени во повеќе активности. Еве, оваа година последни активности
можам како последни активности можам да ги набројам, нели, учеството на родителите на еден фудбалски надпревар кој што училиштето го организираше помеѓу родителите и наставниците. Значи тоа беше еден интересен настан од кој што беа задоволни сите. Значи имаше реакција после тоа и од родителите и од учениците дека ваков надпревар треба да се организира многу почесто. Потоа, еве денес да кажам конкретно дека имаме една манифестација во која што ќе учествуваат повторно родителите. Тука се нашите продажни изложби, разни креативни работилници и така натаму, во кои што секогаш се вклучени родителите и верувам дека со задоволство учествуваат во нашите активности. Така. Дали се одржуваат оделенски заедници во училиштето? Да, секако. Оделенските заедници се одржуваат. Значи, тука сме ние наставниците и директорката да контактираме со учениците, пред се да ги дознаеме нивните потреби и желби. Значи, на овие оделенски заедници учениците ги искажуваат своите потреби, ги искажуваат и своите, нели, своите работи од кои што се задоволни во училиштето. Значи, своите потреби ги искажуваат на тој начин што даваат предлози што би сакале да се смени. Значи, еве во текот на оваа учебна година и воведовме еден, да речам, одмор помеѓу 4-тиот и 5-тиот час во кој што учениците 10 минути можат повеќе да се одморат. Тоа беше на барање на учениците. Имаме уште многу, значи, тука барање од учениците кои што се издржливи, кои што навистина се од значење и се трудиме, нели, да ги спроведеме и да ги задоволиме нивните потреби и желби. Кога сме веќе кај денешната активност во училиштето по повод на пролетта, кажете ни нешто повеќе за оваа активност. Така, значи во текот на денешниот ден, односно денес, поточно во 17 часот, имаме една активност, односно една креативна работилница, која што ја нарековме Даруваме здравје, љубов и среќа. Значи, организирана е точно на денешниот ден како да се назначи почетокот на пролетта, да се назначи почетокот на месецот март, месецот на жената, месецот на љубовта, месецот на цвеќето и така натаму. И сите овие работи денес да ги назначиме, нели, да ги најавиме како почеток, нели, на будењето на пролетта. Тука ќе бидат организирани, значи, повеќе активности. Ќе има креативни работилници составени од 3 дела. Значи, во првиот дел, еден дел од наставниците заедно со родителите и учениците ќе изработуваат фустан од хартија или од отпаден материјал, од кесиња, кој што ќе биде пролетен, значи украсен со повеќе, како една креација пролетна. Другиот дел од наставниците, родителите и учениците ќе изработуваат една креација од овошје, односно цветен аранжман од овошје. И третиот дел ќе биде изработување на оригами, исто така со пролетни декорации. Тука ќе бидат вклучени еден дел од учениците кои ќе изработуваат мартинки, и затоа ја нарековме оваа манифестација Даруваме здравје, среќа и љубов. Знаеме дека мартинките се дел од месецот март и овие мартинки ќе ги подариме на најмалите, односно на нашите најмали другарчиња од градинката Димче Мирчев. Така. И на крај да ни кажете кои се следните активности што ќе се реализираат во вашето училиште. Па и покрај тоа што изгледа дека многу малку остана до крајот на учебната година, сепак имаме многу активности. Тука се многубројни надпревари, многу литературни конкурси, многу резултати кои што ги очекуваме од литературните конкурси кои што беа испратени во текот на годината и очекуваме сега резултати. Тоа се пред се конкурси на кои што учествувавме надвор од државата. Секако се надеваме на позитивни резултати според она што го имавме во изминатите години. Тука се, значи, бројните надпревари, бројните манифестации, екопроектот кој што има своји активности, поточно од екопроектот имаме летање на летала, кои што се организираат традиционално секоја година, квиз надпревар и она манифестација која што се организира за денот на пролетта.
Исто така, до крајот на учебната година ни предстојат и подготовките за нашиот патронен празник. Тука ќе ги споменам нашите вредни глумци, талентирани пред се, кои што подготвуваат театарска представа за секоја година за нашиот патронен празник. Значи тука се нивните подготовки и други активности кои што ќе бидат организирани во врска со нашиот патронен празник. Пак ќе речам, тука се бројните конкурси и надпревари од кои што очекуваме секако позитивни резултати. Така. Професорка, јас ви благодарам за вашето гостување и вас ви посакувам успешна учебна година и дојдете до вашата посакувана цел.